Од почетокот на здравствено-економската криза предизвикана од COVID-19, во Управата за јавни приходи ги ставивме на располагање сите своји капацитети, се со цел да излеземе во пресрет на најпогодените даночни обврзници од оваа криза. Од анализите што ги изврши Управата за јавни приходи, податоците се следни. За месец април 2020 на 19.780 работодавачи е исплатено вкупно 1 милиарда 793 милиони 207 603 денари за вкупно 128 315 вработени. Вкупно 281 работодавач кои примиле финансиска поддршка за месец април 2020 година во износ од 9 милиони 995 565 денари не ја исполниле обврската за исплата на плата за 722 вработени. Овие работодавачи се од следните сектори. Од дејност трговија на мало се 62 фирми, од дејноста подготовка на оброци и служење на храна 43 фирми, од дејноста транспорт 24 фирми, од дејноста градежништво 17 фирми, тука влегуваат и дејности за производство на облека, трговци на мало и големо, емитување на програма, објекти за сместување и слично. По региони, најмногу фирми што не исплатиле плата се Скопје 84 фирми, Тетово 38, Струга 20, Гостивар 23 и Куманово 16. Вкупно 76 даночни обврзници за дел од своите вработени побарале финансиска поддршка преку конечна пресметка, а за дел со исправка и за 1121 вработен примиле финансиска поддршка во износ од 15 милиони 111 700 денари, но не извршиле исплата на износот на плата по поднесените исправки во вкупен износ од 172 790 денари. 1930 работодавачи за 26 875 лица за кои примиле финансиска поддршка имаат извршено задржување на средства од плата во вкупен износ од 49 милиони 340 606 денари. Податоците за овие компании ќе се достават до Министерството за труд и социјална политика, за да може да се утврди дали задржаните средства се основани или не. Во мај 2020 година на 19 938 работодавачи е исплатено вкупно 1 милиарда 666 милиони 373 597 денари за вкупно 119 182 вработени. За овој месец вкупно 427 компании воопшто не исплатиле плата за 984 вработени, а добиле финансиска поддршка во износ од 13 милиони 698 998 денари. Овие работодавачи се од следните сектори: 84 фирми од дејноста трговија на мало, 66 фирми од дејноста подготовка на оброци и служење на храна, 35 фирми од дејноста транспорт, 8 фирми од дејноста нискоградба. За месец мај 1816 работодавачи за 25 590 лица за кои примиле финансиска поддршка имаат извршено задржување на средства од плата во вкупен износ од 40 милиони 69 247 денари. Од направената анализа за овие 2 месеци се утврди дека 120 даночни обврзници кои добиле финансиска поддршка не исплатиле плата за своите вработени и за месец април и за месец мај, а 8 даночни обврзници исплатиле помалку плата за 2 месеца од предвиденото. На работодавачите кои што користеле финансиска поддршка не извршиле исплата на плата, доставени им се опомени за неисплатена плата, и доколку не извршат исплата во законски определениот рок, ќе следи спроведување на постапка за присилна наплата на платата. Исто така, Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување во ваков случај предвидува изрекување на глоба за сторен прекршок, а работодавачот ќе биде задолжен да ги врати добиените финансиски средства во целост, заедно со камата, во спроведена постапка на УЈП во соработка со Државниот инспекторат за труд.
УЈП располага со детални податоци за искористеноста на финансиската поддршка и будно ја следи состојбата на искористеност на мерките, но и почитување на обврските од законот. Податоците за компаниите кои што примиле финансиска поддршка, а не исплатиле обврската за исплата на платата, ќе бидат доставени до Генералниот секретаријат на владата, како носител на мерката и исплатувач на финансиската поддршка, од каде што истите ќе бидат и јавно објавени. Во јуни 2020 на 17.905 компании, односно работодавачи, исплатено е 1 милиарда 404 милиони 470.647 денари за вкупно 101.148 вработени. Во тек се анализите за искористеноста на финансиската поддршка за овој месец. По завршување на анализите ќе ги соопштиме и на јавноста. Апелираме до сите работодавачи да ги искористат правата од уредбата за финансиска поддршка, но и да ги почитуваат обврските утврдени со истата оваа уредба, да ги почитуваат одредбите од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување и Законот за работни односи. УЈП ќе настојува да осигура дека финансиска поддршка која што е дадена за помош за исплата на плата на работодавачите правилно ќе се применува, но е и спремна да постапува согласно своите надлежности за секоја утврдена неправилност. Благодарам.